Почитувани, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Започнуваме со првата информација за денес. Какви се очекувањата од новата 2020 година? Слушнете ги одговорите на граѓаните на Тетово. Секогаш кога дочекуваме нова календарска година, посакуваме за нас и за нашите најблиски таа да биде подобра од претходните. Обично на прво место доаѓа здравјето, а потоа среќата и парите. Токму вакви убави очекувања имаат дел од граѓаните на Тетово, но има и такви кои сметаат дека новата година нема да биде подобра. Каква ќе биде новата 2020 година? Кои се очекувањата? Па што да очекуваме? Више нови години сме чекале, никогаш ништо. Па и сега исто тоа ќе се понови. Истите луѓе. Чим се истите луѓе да знаеш дека нема да биде ништо. 2019-та по што ќе ја пометите? Што остави бележ? Лош, ево, омладината отидна. Па да се надеваме дека ќе биде подобра, поберичетна, помирно да биде и слуга и здравје на народот на сите. А годината што измина, по што ќе ја пометите? По многу убави работи, многу добри работи. Ми се чини дека не беше нешто лошо. Каква Ништо, ќе биде? бетер ќе биде. Од тоја партија, ништо не прати. Што ти кажам, тоа ти? А изминатата 2019-та по што ќе ја пометите? И тоа слабо. Не може да го оправи ова држава ние. Никако, само лаже народ и паре нема. Ајде да дам овај по 150 евра, ова, вадиш млеко, ова, нема живот више, готово. А по што ќе ја пометите годината што измина 2019-та? Не знам, лоше може да буде, боли не. Ќерка ми на работа, двете ќерки на работа, сигурни работни места, така да биде секој, за сите деца, да не гледат партија, да гледат заеднички живот за работа, така, и да нема омраза. Жителите на гостиварското село Чајле се револтирани и бараат одговори од институциите околу отуѓување на земјиште во атарот на селото. Велат дека местото преку ноќ било оградено и имаат информации дека ќе се гради фабрика. Сепак, за локацијата постојат податоци според кои на тоа место обстојувала средновековна населба. Жители на Гостиварско Чајле и граѓани кои имаат имот во атарот на селото протестираа на местото викано Рудина. Тие реагираат дека на таа локација земјиште со површина од околу 18.000 метри квадратни, кое што било државно, припаѓало на селото и на селаните, се узурпира. Велат дека местото преку ноќ било оградено и имаат сознанија дека тука ќе се гради индустријски капацитет. Бараат одговори и расчистување на ситуацијата од институциите. Ние жителите од село Чајле бараме имотов што ни е одземен, не знаеме од чија страна, да не се врати назад. Чалинска Рудина. Сакаме да знаеме на кој начин ни е одземен овој наш имот. Ништо не сакаме, значи ова е наше, овдека сме родени ние, еве се гробиштата и овдека наше не сахранат. Друго ние не сакаме ништо. Значи баргаме ние, значи да се дознае вистината. Значи оваа узурпација што се работи до овој дел на село Чајле го нема нигде. Значи ние сакаме ова било Чајлинско и ние сакаме да знаеме кој нас ни го има одземено и кај треба ние да се обратиме за да можеме еден ден да го вратиме. Ова не може да биде продаено кога селото нити македонците, нити албанците го немаат продаено. Значи нас ни е присилно одземено. Според нивните кажувања, земјиштето сега е во приватна сопственост, но како жители на Чајле бараат да се обзнани на кој начин било отуѓено. Исто така револтирани се и поради сознанијата дека ќе се гради фабрика, а за локацијата постојат податоци дека тука обстојувала средновековна населба. Од општина Гостива рекоа дека го поддржуваат протестот, но не можат да се мешаат во процедури на другите нивоа на власт и имотни прашања. Што се однесува до ингеренциите на општина Гостивар, значи градоначалникот Арбен Таравари ги уверува сите граѓани дека нема да преземе никаков чекор, нема да донесе никаква одлука или пак нема да даде никаква согласност, тако тоа е во судир на заедничките интереси на жителите на Чајле или пак ја загрозува животната средина.
Жителите на Чајле рекоа дека ќе продолжат јавно да го изразуваат својот револт и дека ќе ги радикализираат протестите. Јавното комунално предпријатие Тетово ќе го зголеми бројот на вработени за 30%. Преку јавен оглас минатиот месец беше објавено дека се бараат 67 лица, контролори, возачи, метлачи и други профили. Експертите велат дека секое вработување во државното предпријатие пред избори остава простор за сомнеш. Јавното комунално предпријатие Тетово ќе го зголеми бројот на вработени за речиси 30%. На 17 минатиот месец распишан оглас за вработување на 67 лица. Огласот беше отворен до 2 месецов. Се бараше разни профили: чувари, метлачи, контролори. Околу новите вработувања колку се пријавиле, а колку се примени, од ЈКП Тетово не добивме одговор. Првиот човек на општина Тетово, Теута Арифи, немаше прецизни информации околу новите вработувања, кои според неа ќе ја подобрат работата на предпријатието и ќе го реши статусот на вработените, кои подолг период биле вработени на определено време и со договор на дело. Тие имаат повеќе работници, особено возачи на камиони, особено луѓето кои работат на одржување на патиштата, значи баш работната сила, луѓе на пример кои работеле долго време со договори, сега значи тече еден процес на официализирање на нивниот статус. Предпријатието изминативе години се сочува со финансиски потешкоти. Во одредени периоди доцнија плати на вработените, општината финансиски го помагаше, а со механизација се снабдуваше исклучиво донации. Најсимптоматично е тоа што огласот за вработување објавен неколку месеци пред избори. Пракса која секогаш остава простор за сомнеш, велат експертите. Вработувањата да бидат ефективни и навистина во реалниот живот да се согледуваат непосредниот ефект на таквите вработувања. Во нашите услови да се подобри екологијата во градот, да се подобрат зелените површини, да се воспостави ред во сообраќајот. Граѓаните не веруваат дека новите вработувања ќе ја подобрат работата на комуналното предпријатие, со оглед на состојбата на терен изминативе 10 години, каде градот е прекриен со смет, нема доволно вода и зелени површини. Треба да се чисти, да се мија улици, да се собира сметот. За игиена сите сме ми овде. Тоа е чистота за наша корист. Многу слабо се води сметка. Луѓето се тотално незадоволни. Заклучно 31 декември 2018 година во ЈКП Тетово биле вработени 202 лица. Со новиот оглас има околу 270 лица на платен список, што го прави едно од предпријатијата со најголем број вработени, споредбено со комуналните служби во другите општини, со приближно број на жители и површина. Службите во Гостивар деновиве преземаат активности за згрижување на бездомници со цел да ги тргнат од улиците кога времето е студено. Надлежните со апел, доколку граѓаните забележат бездомници, да се обратат до Центарот за социјални работи или Црвениот крст. Периодов кога владеат ниски температури и ризични временски услови, службите во Гостивар се активираат да им пружат помош на загрозените граѓани, кои што немаат покрив над главата и ладните денови ги минуваат на отворено. Центарот за социјална работа во координација со Општинската организација на Црвениот крст деновиве тргнале од улица едно бездомно лице и го згрижиле на топло додека трае зимскиот студ. Од пред неколку месеци за други двајца бездомници од Гостивар, татко и син, било обезбедено сместување во стан. Во вакви случаеви кога имаме хладна зима и поранешни години имавме исто искуство кога се работи за лице бездомници. Нашиот центар во соработка со Црвениот крст од Гостивар и од Скопје ги сместуваме во шелтер центрите во Скопје, тоа се шелтер центри на Црвен крст, каде тие привремено можат да останат додека трајат овие хладни зими, за да поминат овој период, бидејќи ова е више и смртоносно за некого да остане надвор. Имајќи предвид колку екстремните температури може да бидат опасни, службите апелираат доколку граѓаните забележат бездомници да се обратат до Центарот или до Црвениот крст, за да може да се реагира соодветно и да им се помогне на време. Од тие причини ние како граѓани сме одговорни да приметиме ако постои потреба, ако видиме бездомно лице,
da se obratime do centarот ili do Crven krst, za da se pomogne na ovие лица да не дојде до некои поозбилни последици, на крај краишта и смрт може да се случи. Многу студено време и ниски температури, особено во утринските часови, најавени се и за во наредните денови. Пожар во автомобил, случај на семејно насилство и приведено лице се дел од настаните регистрирани во полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Опожарен автомобил во Тетово пријавен во СВР Тетово вчера во 22 часот. Патничкото моторно возило Peugeot 206, собственост на 62 годишен тетовец, се наоѓало на паркинг пред неговата куќа на улица Поточка. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, огнот за кусо време е изгаснат. Семејно насилство вчера пријавила 29 годишна гостиварка. Таа физички била малтретирана од нејзиниот 27 годишен невенчан сопруг во нивниот стан во Гостивар. Набрзо по пријавувањето тој бил лишен од слобода и се преземаат мерки за целосно документирање на случајот. Од СВР Тетово информираат и за приведен 26-годишник од Тетовско Вешала, под сомнение дека противправно лишил од слобода малолетно женско лице од Тетовско Долно Седларце, а кое го пријавила мајката на малолетничката. Денеска започнува 14-тото Европско ракометно првенство. Македонската репрезентација својот прв надпревар ќе го одигра утре против Украина. Денеска започнува 14-тото Европско ракометно првенство, кое за прв пат во историјата ќе го организираат дури 3 земји – Австрија, Норвешка и Шведска. Воедно ова ќе биде и прво првенство на кое ќе настапат 24 репрезентации, кои ќе бидат поделени во 6 групи по 4 екипи. Македонската ракометна репрезентација по 6ти пат ќе биде дел од собирот на најдобрите европски селекции, откако дебитиравме во сега веќе далечната 1998 година. Македонија ќе игра во групата Б, заедно со репрезентациите на Чешка, Австрија и Украина, која воедно ќе биде и наш прв противник. Надпреварот помеѓу Македонија и Украина ќе се одигра утре во Виена, со почеток во 20 часот и 30 минути. Селекторот Данило Брестовац на првенството поведе 18 ракометари, од кои само 16 ќе се најдат во официјалниот записник на утрешниот надпревар. Македонија во подготовките одигра дури 6 контролни надпревари, на кои забележа 4 победи и само 2 порази. Но најлошо беше повредата на главниот дефанзивец Велко Марковски, кој ќе го пропушти комплетното првенство. Македонската ракометна репрезентација на досегашните 5 учества на европските првенства. Најдобар пласман имаше на собирот кој се одржа во соседна Србија во 2012 година, кога нашите ракометари го освоија одличното 5-то место. Но овој 6ти за нас европски шампионат. Целта е пласман на едно од првите 2 места во нашата група и пласман во втората фаза, а таму ќе се бараат победи со кои би се обезбедил пласман во квалификациите за Олимписките игри во Токио. Кога преземате акција, треба да знаете точно што е проблемот и кому треба да се обратите, вели тетовката Рита Бехадини, која зад себе има успешни и креативни герила акции. Таа и како активистка за женските права истакнува дека најголемиот проблем е насилството врз жената. Која е нејзината порака? Големите проблеми што се околу нас ме мотивираат да преземам различни активности без разлика на која сфера. Ако има некоја неправда, јас чувствувам дека треба да реагирам. Јас сум Рита Бехадини. Другите ме познаат како активистка, бидејќи преземам акции за решавање на проблемите кои се околу нас. Проблемот ме дајат që ne i kemi pa gjatë këtyre aksioneve që ndodhin vazhdimisht, ajo më e madhe do kisha thënë është dhuna që nuk raportohet, fatkeqësisht këtu në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu problem tjetër është edhe prona, ajo pjesa që gratë heqin dorë nga prona dhe pastaj kjo është një zinxhir që çon deri në probleme të tjera të njëpasnjëshme edhe tek dhuna edhe tek mos raportimi i dhunës. Pastaj fillova unë në një mënyrë pak më ndryshe për të aktivizuar edhe lokalet dhe kafenet dhe librarit në qytetin e Tetovës.
që të mund gjithë bashku të ndihmojnë fëmijëve në nevojë që ti kompletojnë çantat e tyre për shtatorin këtë botë që filloi vitin shkollor. Ndërkohë që u mblodhen mjaft materiale, interesimi ishte shumë i madh, më i madh se që unë e prisja, dhe u mbushën gjithsej 145 çanta plot. Duhet patjetër kur ndërmerrni një aksion të dini sakt se çfarë është problemi edhe kujt doni të drejtoheni. Duhet gjithmonë të kemi parasysh që të mos ofendojmë dikë, që të mos fajsojmë dikë që ndoshta nuk është fajtor, të jemi të qartë në atë që ne bëjmë dhe gjithmonë duhet të qenë kreativ për të pasur sukses një aksion geril. Do mladите visaka da ispratam poraka дека треба да го кренат гласот и за најмалите проблеми што ги учествува. Но имам порака и до институциите, кога ги слушат тие гласови, да реагират и да не се прават глуви. Со ова го завршуваме денешното издание на регионалните вести. Останете со телевизија Кисиме Нада. Пријатно!